Драги деца, добар ден и голем поздрав за сите вас кои што сега ме гледате. Јас сум учителка Бојана од градинката 13 ноември, општина Центар во Скопје. Прво сакам да ви кажам дека учењето и дружбата со вас многу ми недостигаат, но не е лошо да пробаме и на ваков начин да учиме и да се дружиме од дома. Мојот совет за сите вас е да останете дома и внимателно да следите се она што вашите учителки вредно спремаат и подготвуваат само за вас. Денеска во ова видео јас сакам да зборуваме за една многу битна работа за сите нас кои што живееме на оваа планета. Сега сакам да ве прашам, дали некој можеби од вас знае како се вика нашата планета? Токму така, нашата планета се вика планета Земја. А за да може на нашата планета да има живот, голема улога игра оваа светлечка топка која што ја гледаме овде на сликата. Сега, другари, дали некој од вас можеби знае како се вика оваа жолта светлечка топка? Така е, оваа жолта светлечка топка се вика Сонце. А оваа друга топка на која што е со сина и бела и зелена боја е нашата планета, планетата Земја. Денеска, во чест на светскиот ден на Сонцето, јас сакам да зборуваме, да учиме и да научиме неколку интересни факти токму за оваа наша звезда, која што ја викаме Сонце. Во продолжеток на ова видео, исто така, ќе слушнеме и една приказна за едно жолто пиленце кое што беше многу тажно кога Сонцето се сокри. Ајде да видиме дали ќе успее да го најде. Да почнеме. Ова што го гледаме овде на сликата се вика Сончевиот систем. Ја го гледаме Сонцето и сите планети, кои што ние веќе сме ги научиле и ајде заедно да ги повториме нивните имиња. Да почнеме. Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, кои што веќе не го сметаат за планета и го нарекуваат џуџеста планета. Како што можеме да заклучиме, нашата планета е трета по ред во Сончевиот систем. Сонцето е звезда која што настанала пред многу години, а нејзината енергија и светлина го одржуваат скоро целиот живот на нашата планета Земја. Сонцето е 3 пати потешко од сите планети заедно. Планетите кружат околу него, привлечени од неговата маса. Како што старее, Сонцето станува се потешко и се пожешко. На сончевата светлина и се потребни 8 минути за да стигнат до нашата планета Земја. Што значи, деца, дека ако Сонцето престане да свети, на нас ќе ни требаат 8 минути за да можеме ние да го забележиме тоа. Многу битна информација за сите нас е дека без Сонце нема живот на нашата планета Земја. И исто така, треба да знаеме дека за сите деца на оваа планета грее едно сонце. Без разлика на боја на кожа, на боја на очи, на пол, без разлика на тоа каде живеат, колку се возрастни. На сите нас сонце ни дава светлина и топлина, која што ни е потребна за нормален живот. На цвеќињата, на тревата, на луѓето, на пеперутките, на природата, на децата, на животните, на сите. Но исто така, треба да знаеме, ако Сонцето згасне на нашата планета Земја, нема да постои живот. Растенијата нема да живеат, нема да растат, на нас нема да ни даваат кислор кој што ни е потребен за нормално живење и дишење. И со самото тоа и човекот нема да може да живее, и животот на нашата планета Земја, за жал, ќе згасне. Сега, ќе слушнеме и ќе видиме како едно мало жолто пиленце го бара Сонцето насекаде, кое што се сокрило зад планините
и колку пиленцето беше тажно кога не можеше да го најде. Сега, исправете се убаво, наместете го грбот, дишете длабоко, издишете и внимателно слушајте. Почнуваме. Едно жолто мало пиленце многу го сакаше сонцето. Секое утро, штом ќе изгрее сонцето, пиленцето ќе го земеше шареното чадорче и ќе шеташе во дворот. Еден ден, додека шеташе и пееше. Сонцето се смее, топо ветер пее, ден, 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 сакам убав ден. Но, додека пееше, забележа нешто чудно. Сонцето веќе го немаше. Наеднаш се стемни. Пиленцето се исплаши и почна да плаче. Неговото плачење го слушна кучето и го праша. Зошто плачеш, пиленце? Плачам за сонцето, мило кученце. Дали може би ти знаеш каде е сонцето? Не. Јас цела ноќ ја чував куќата и денеска повеќе спиев и не ни видов каде отиде сонцето. Пиленцето продолжи да плаче и да шета низ дворот. Го слушна мачето и го праша. Зошто плачеш, пиленце? Плачам за сонцето, мило маченце, дали може би ти знаеш каде е сонцето? Право да ти кажам, пиленце, јас цела ноќ ги гонев глувците. Многу се изморив, па денов ми помина во дремење. И не видов каде се сокрило сонцето. Пиленцето продолжи да шета и да плаче. Го сретна зајачето, па го праша. Зошто плачеш, мило пиленце? Што ти се случило? Плачам за сонцето. Мило зајаче, дали виде каде се скри сонцето? Не. Јас цел ден шетав во полјанката и си пасев вкусна тревичка. Сонцето ме следеше цело време и ми светеше за да можам да видам каде одам и ме галеше со неговите зраци топли. Но не видов каде отиде потоа. Пиленцето беше многу натажено. Дојде блиску до барата и гласно заплака. Го слушна пајката и доплива до него. Зошто плачеш, пиленце? Зошто си толку тажно? Плачам за сонцето. Никаде го нема. Станува ладно, а и темно е. Да не си го видела ти каде отиде? Мило пиленце, јас, додека пливам во барата, секоја вечер забележувам дека сонцето се сокрива зад планината. Тогаш, мило пиленце, барата е најубава. Сонцето се огледува во неа. Но, за жал, јас не знам каде е сонцето сега. Но ми текна. Појди кај шупливото дрво. Таму живее ежето. Прашај го каде е сонцето, тој сигурно знае. Пиленцето ја послуша пајката и појде кај дрвото. И почна силно да вика. Еже! Мило еже! Еже! Каде си, еже? Јави се! Но ежето го немаше. Отишло да бара храна. Пиленцето седна во двор и заплака силно. Дотрча сите негови другари, и кучето, и мачето, и зајчето, и пајката, и му рекоа: Немој да плачеш, пиленце, па ние сите сме тука. Ајде сите заедно ќе одиме и ќе го бараме сонцето, се додека не го најдеме. Но, кога наближи утрото, на исток се појави сонцето со своите прекрасни зраци. И сите радосно извикаа: Каде беше, мило сонце? Цела ноќ те баравме, па без тебе е темно и ладно е.
Тогаш сонцето им објасни дека навечер заоѓа на запад, а секое сабајле се враќа и изгрева на исток. Потоа сите заедно повторно запееа. Сонцето се смее, топол ветер пее, ден, 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 сакам убав ден. И беа безгрижни, бидејќи научија дека сонцето секое утро повторно ќе се врати. Дали ви се допадна, драги деца? Сега сите видовме дека сонцето е важно за сите подеднакво и дека без него нема живот. За крај на денешното дружење, јас ќе ви предложам неколку ликовни игри. Можете да цртате посеќавање се она што денеска видовте и слушнавте и она што најмногу ви се допадна. За тоа ќе ви биде потребен бел лист и посочни или дрвени боички. Исто така, можете и да направите прекрасни изработки, како ова што го гледаме на сликата. За ова ќе ви биде потребен тањер од картон или хартија, неколку листови во боја, фломастери или боички и ќе го добиеме ова прекрасно сонце. Потоа можете да направите сонце со техниката цепи-лепи, мозаично лепење. За тоа ќе ви биде потребен бел лист, исцртан, на кој што ќе биде исцртано сонцето, и за ова ќе ви биде потребен бел лист, тоа го кажавме, и портокалова и жолта самолеплива колаж хартија. И на тој начин ќе добиете прекрасни изработки со кои што ќе може да украсите некој ѕид во вашиот дом. А во позадина ќе може да слушате најубавата песна од Детскиот фестивал Поточиња 2014, која што се вика Убав ден. Бидете ми добри, ве гушкам и ве бакнувам. Довидување до следното видување.